Добро вечер, уште едни нови вести и уште една нова дневна предизборна доза на Рапорт со Јофе. Вечерва имаме продолжение на една прекрасна која започнавме во петокот. Таму го имавме дедо Кирил, кој бараше решение на својот проблем и сакаше да оствари средба со премиерот Груевски. Јас се обидов да му помогнам во тоа. Па дедо Кирил, па зарем не сте го виделе новиот сајт на премиерот? Решија, дај да го видиме. Да, ова е новиот сајт на Никола Груевски. Имате тука сретни се со Никола, само треба да кликнете лайк на Facebook и веднаш ќе добиете средба со Никола Груевски. Имате Facebook, нели? Па нормално. Влада да стави бесплатен интернет во секое село и сега може да си сурфате колку ви душа сака. Да, но освен обичните граѓани како дедо Кирил, новата технологија овозможува средби со премиерот Груевски да имаат и луѓе на многу високи функции, како на пример министерката Гордана Јанкуловска. Во продолжение гледаме снимка од вчера, а се разбира тука е и технологијата за читање на мисли. Мисли да ги чита господинот Јован Постоловски, во јавноста попознат како Јов. Чекај. Еве го сајтот. О, здраво. Значи, еве имаш тука сретни се со Никола, само треба да кликнеш лайк. Ете, толку. Сега ќе треба да го почекаме Никола да дојде. Еве, доаѓа Никола. Чекај да дзирнам само. Да, еве го навистина доаѓа. Не било лага тоа на сајтот. Само да не заборавам што требаше да го прашам. Ама види колку многу луѓе кликнале лайк за да се сретна со Никола. Ама јас сигурно прва ќе се сретнам. Еве го. Само уште малку. Овде ќе се сретнеме? Или понаваму? Аха. Добро. Кај да е, битно да се сретнеме. Ајде. Еве го. Здраво, Никола. А прашањето или ај после? Ама прашање имав јас. После прашања? Каде? Ваму за прашања? Ајде. Ама кратко е прашањево, брзо ќе завршиме. Фала. Ајде, сега конечно ќе можам да го прашам. Да, супер, баш ми е мило за министерката. Ама со мене уште не остварил средба премиерот. Срам да ме. Ајде, ако не, пак ќе одам, пак ќе кликнам лайк и може до недела ќе најде време и за мене. Да. Чао.